Разгорен шумски пожар ги јагленисуваше шумите и домовите на шпанскиот остров Ла Плама, додека налетите на ветрот помогнаа да се разгори пламенот. Тамошните власти соопштија дека повеќе од 4000 луѓе се евакуирани, додека Европа се бори со топлотен бран. Според неодамнешната проценка објавена во списанието Nature, дури 61.000 луѓе може би умреле во голема топлина на континентот само минатото лето. Во главниот град на Индија, рекордните врнежи ги потонаа патиштата под вода. Нју Делхи е во својата типична сезона на монсуните, но има нетипични врнежи, скоро 10 пати повеќе од очекуваното за овој период од годината. Во североисточниот дел на Соединетите Американски држави, обилните дождови ги однесоа патиштата. Некои луѓе беа евакуирани, а исто имаше и приземјување на авиони. Невремето погоди делови од Нова Англија, Њујорк и Конектикат. Наспроти ова, ние одиме под вода на брегот на Флорида, каде што научниците велат дека екстремните температури предизвикуваат хаос на коралните гребени и цели морски екосистеми. Покрај тоа што имаме екстремно високи температури на копно, имаме и навистина високи температури на морето. Некои од локациите за долгорочно следење овде во Мајами почнуваат да покажуваат знаци на рано избелување на коралите. Така тие почнуваат да бледат, да ги губат коралите, пигментите од алгите, на крајот очекуваме целосно да избелат. Националната администрација за океани и атмосфера го опишува белењето на коралите како корали што ги сфрлаат своите симбиотски алги поради надворешни стресни фактори, како што се промената на температурата на водата. Националната администрација за океани и атмосфера вели дека во 2005 година САД изгубиле половина од своите карипски гребени за една година поради белење. Но научниците кои работат на проект за обновување на гребените велат дека гледаат знаци на надеж на неверојатно место, покрај водните патишта каде джиновските бродови за крстарење се закотвуваат. Во моментов сме длабоко во пристаништето, генерално е многу матно бидејќи долго време овде има топла вода. Значи, не како што би помислиле дека е недопрено живеалиште на коралните гребени. Но и покрај ова стабилизирано крајбрежје, овде имаме големи камења, корали кои се населиле и напредуваат. Овие корали се едни од најздравите што сум ги видел низ целиот Мајами, растат неверојатно големи и изгледаат како да се здрави. Научниците велат дека оваа нова техника на размножување и пресадување здрави корали би можела да биде клучот за поддршка на нивната одржливост пред повторно да се воведат во океанот. Експертите велат дека коралните гребени создаваат домови за милиони видови, поттикнуваат здрава мрежа за морска храна и ги штитат крајбрежјата. Тие се и туристичка атракција што ги поддржува локалните економии во американската сојузна држава Соншајн. Националната администрација за океани и атмосфера неодамна објави дека температурата на водата во Флорида достигнала до 35 степени Целзиусови во споредба со тоа што се движеше помеѓу 22 до 31 Целзиусови степени.